Клои и Кейт почна да се гледаат брзо откако Клои ја раскина врската со синот на Бекамови со кого беше во љубов од 2014 до 2018 година. Актерката Клои Грейс Мориц, која публиката најмногу ја памети по улогите во Desperate Housewives и Horror, се венча со својата девојка Кейт Харисон. Тие беа во врска 7 години, а во јануари открија дека се свршиле. Дека се во брак, јавноста дозна преку објавата на магазинот Vogue на Инстаграм дури по венчавката. Во видеото што го сподели магазинот, двете девојки пробуваат различни венчаници, дизајн на Louis Vuitton, а во коментарот пишува дека тие се венчале на 1 септември. Иако врската во најголем дел ја чуваа приватна, потврдија дека се венчале на празникот на трудот, стои во објавата. Претходно во интервју за магазинот, Клои открила дека таа и Кейт сакале својот голем ден да го споделат само со најблиските, без медиумско внимание. Голем дел од венчавката ќе биде посветена на работите што ние ги сакаме, риболов, јавање конј, покер, рекла таа. Клои и Кейт почнаа да се гледаат јавно брзо откако Клои ја раскина врската со Бруклин Бекам. Познатиот британски готвач и ТВ личност Гордон Ремзи откри дека имал операција за отстранување на канцер на кожата и објави фотографија од себе со лузна зад увото, објавија британските медиуми. Ремзи исто така ги потсети своите обожаватели да користат крема за сончење за да спречат канцер на кожата, објави Sky News. Тој напише на Инстаграм дека е благодарен на својот медицински тим кој го отстранил канцерот од неговото лице. Ве молам не заборавете да ставите крема за сончење овој викенд. Ве уверувам дека ова не беше лифтинг на лицето, бидејќи ако беше ќе барав надомест. Се пошегува Ремзи, објавува Танјук. На Ремзи му беше отстранет безалноклеточен карцином или безалноклеточен карцином, кој е најчестиот тумор на кожата, но и најмалку опасен и најчесто е предизвикан од УВ зрачење. Ремзи исто така доживеа несреќа во јуни минатата година, кога мораше да се оперира откако падна од велосипед во сад, затоа што не носел кацига, потсети тој за Sky News. Жанета Вангели е родена во Битола на 2 септември 1963 година. Дипломирала на Државниот факултет за ликовни уметности Штедел Шуле во Франкфурт Мајна во 1988 година. До 2008 година работи како независна уметница. Од 2008 година работи како професор на катедрата за сликарство и трансмедиумски практики на Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Вангели е мултимедијална уметница која реализирала самостојни изложби во Скопје, Битола, Белград, Франкфурт Мајна, Келн, Њујорк, Стокхолм, Аделајда и Хангжу и учествувала на многу групни изложби и филмски фестивали, меѓу кои 10-те Silk Road меѓународни уметнички фестивал. Нејзините дела се дел од значајни јавни колекции во музеи и галерии во Скопје, Риека, Сарајево, Франкфурт, Лондон и Тревизо, со што ја потврдуваат нејзината важност и влијание во современата уметност. Триесет и третото издание на меѓународниот фестивал на камерен театар Ристо Шишков, кој традиционално почнува на 8 септември на Денот на независноста, годинава на програмата има 13 остварувања од земјава, Бугарија, Србија и Италија, кои ги одбра селекторот Љупчо Ѓорѓиевски. Фестивалската завеса ќе ја кренат актерите од Струмичкиот театар со представата Синот од Флоријан Зелер во режија на Благој Мицевски, а со камерни театарски остварувања ќе се представат и актери на МНТ, Драмскиот театар од Скопје, Народниот театар од Битола, Кумановскиот театар и театарот Јордан Хаџи Константинов Джинот од Велес, а на програмата се и 2 монодрами и копродукциски проекти. Фестивалското жири, кое ќе одлучува за единствената награда на највисоко актерско остварување Ристо Шишков,
кое се состои од златен медалјон со ликот на Шишков и парична награда во износ од 1500 евра, ќе го предводи ланскиот лауреат Долорес Лео Попович. Фестивалот ќе се одржи од 8 до 13 овој месец во Центарот за култура Антон Панов со финансиска поддршка од Министерството за култура и Општина Струмица.